Драги ученици, ние сме во Е-училница на час по математика кој е наменет за учениците од второ оделение. Денес ќе се запознаеме со мерки за зафатнина. Што треба да научите на овој час? Треба да проценувате зафатнина избирајќи нестандардни и стандардни единици мерки. Треба да пресметувате, мерите и споредувате зафатнина, исто така користејќи нестандардни и стандардни единици мерки. И треба да ги разберете едноставните текстуални задачи, да определите кои математички операции се потребни за нивно решавање и да ги представите со предмети, со цртежи или со низа од броеви. Што е тоа зафатнина? Зафатнина или волумен на еден сад ни кажува колку течност може да содржи садот. А знаеме дека течноста е агрегатна состојба која има волумен, но нема форма. Течностите секогаш ја заземаат формата на садот во кој што се наоѓаат. Така, например, во оваа чаша што ја гледаме, има вода. Водата е течност. Водата ја зазема формата на чашата во која се наоѓа. Во овој бокал има млеко и млекото е течност. Млекото ја зазема формата на бокалот во кој што се наоѓа. На овие слики има повеќе садови: чаша, бокал, шише и тегла. Треба да процениме кој сад собира најмногу, а кој најмалку течност. Што мислите? Доколку ставиме вода во секој од нив, ќе видиме дека најмногу течност собира овој бокал, па потоа теглата, шишето, а најмалку течност собира оваа чаша. Постојат нестандардни мерки за зафатнина. Чашата може да ни представува нестандардна мерка за зафатнина. Колку пати треба да претуриме од оваа чаша за да ги наполниме овие садови? Доколку претураме, ќе видиме дека за да го наполниме ова шише што сега ви го покажувам, ќе ни бидат потребни 4 чаши. Доколку сакаме да го наполниме овој бокал, ќе ни бидат потребни 8 чаши. Доколку сакаме да ја наполниме оваа кофичка, ќе ни бидат потребни 16 чаши. Значи, со чашата меревме колку течност ќе собере во секој од овие садови. Исто така можеме да мериме со шишиња со вода. Колку шишиња со вода пак може да се претурат во овој бокал. Доколку измериме, ќе видиме дека овој бокал ќе може да го наполниме со 2 шишиња вода, а оваа кофичка со 4 бокали со вода. И оваа супена лажица може да ни представува нестандардна мерка за зафатнина, односно со неа можеме да мериме колку супени лажици ни се потребни за да ја наполниме оваа чаша. Исто така можеме да видиме колку супени лажици ни се потребни за да го наполниме овој филџан. Која е основна единица мерка за мерење на зафатнина или волумен? Сигурна сум дека знаете дека основна единица мерка за зафатнина е литар. Количеството течност се мери во литри. Пишуваме 1 Л, латинична буква Л, а се чита 1 литар. Која е таа количина од 1 литар? Оваа картонска кутија со сок од портокал собира точно 1 литар. Ова шише собира 2 литри пепси, а оваа кофа собира 10 литри течност. Ајде да извршиме проценка. Колку течност собира секој сад? Ова е електричен бокал кој се приклучува во струја за да загрееме течност. Што мислите? Колку собира овој електричен бокал? Околу 2 литри или околу 20 литри? Точниот одговор е околу 2 литри. Што гледаме? Гледаме едно големо тенџере. Што мислите? Тенџерето ќе собере околу 5 литри или околу 15 литри? Точниот одговор е околу 5 литри.
И овде имаме пластичен леген за перење. Собира 3 литри или 10 литри. Овој пластичен леген собира околу 10 литри. Тој е поголем и од тенџерето и од електричниот бокал. Имаме када за капење. Оваа када за капење собира околу 100 литри. А пак ова големо буре со вода собира околу 20 литри или околу 200 литри. Точниот одговор е околу 200 литри. Ова е чаша. Колку ќе собере оваа чаша течност? Помалку од 1 литар, околу 1 литар или повеќе од 1 литар? Точниот одговор е помалку од 1 литар. Ова е сокче во картонска кутија со цевче. Ова сокче ќе собере помалку од 1 литар. Постојат и помални мерни единици од литарот. Помала мерна единица од литарот е милилитар. Се бележи со латиничните букви МЛ. Ако собереме 20 капки вода, тоа е од прилика 1 милилитар. Треба да знаеме дека во 1 литар има 1000 милилитри. Која количина е 1 милилитар млеко? Доколку собереме 1 милилитар млеко во кафена лажичка, тоа е оваа количина. Дури не е ни полна лажичка. 5 милилитри млеко, значи ако лажичка за кафе ја наполниме целата со млеко, ќе содржи таа лажичка 5 милилитри. Што значи количина од 20 милилитри вода? Ако оваа супена лажица ја наполниме со вода да биде полна, таа ќе содржи околу 20 милилитри вода. Што значи 10 милилитри течност? Ова е шприц на кој што се изгравирани броеви. Имаме 2, 4, 6, 8, 10. Овие броеви ни ги покажуваат милилитрите. Овој шприц најмногу може да собере 10 милилитри. Ако го наполниме, ќе биде количина од 10 милилитри. Гледаме дека со милилитрите мериме помала количина на течности. Зафатнина се мери во мензура. Ако должина се мери со линиер, со метро, маса се мери со вага, зафатнина се мери во мензура. Што е тоа мензура? Еве ја на сликата. Тоа е цилиндричен сат за мерење на волумен или зафатнина на течности. Може да биде мензурата голема или мала, со различни големини. Се употребува во кујната кога се подготвува одредено јадење по рецепт, за да знаеме точно колкава количина да ставиме од одредена течност, ќе употребиме мензура. Ова се помали мензури. Оваа лево мензура собира 10 мл, до неа 25 мл, 50 мл и 100 мл. Ова е капалка. Капалката е направа за броење капки од течен лек. Во ова шишенце има капалка. 1 милилитар има околу 20 капки. Ајде да споредиме. Во оваа чаша што ја гледаме, има 200 милилитри сок. Дали е тоа повеќе или помалку од 1 литар? Ние знаеме дека во 1 литар има 1000 милилитри. Тогаш можеме да заклучиме дека 200 милилитри сок е помалку од 1 литар сок. Што мислите? Колку чаши треба да наполниме за да добиеме 1 литар? Ќе ви открием. Треба да наполниме 5 чаши со 200 мл за да добиеме 1 литар или 200 плюс 200 плюс 200 плюс 200 плюс 200 е 1000 милилитри или точно 1 литар. На сликата во левиот дел гледаме шише. Во ова шише може да се собере 1 литар течност, а на десната страна гледаме сат кој што собира 5 литри течност. Што мислите? Колку шишиња од 1 литар се потребни за да се наполни овој сат што собира 5 литри? Точниот одговор е 5 шишиња. Еве ги 5 шишиња со кои што можеме да наполниме сат кој собира 5 литри течност. Слушајте ме внимателно. Еден сат собира 10 литри вода.
Јана го полни садот, еве го тој сад, со истурање Кока-кола од шишиња од 2 литри. Колку такви шишиња Кока-кола треба Јана да истури во садот за да го наполни? Ако знаеме дека во овој сад може да собере 10 литри вода, тогаш Јана ќе треба да поделиме 10 литри со 2 литри и ќе добиеме дека Јана може да го наполни ова големо шише со 5 шишиња од Кока-кола. Еве ги тие 5 шишиња. Или 5 по 2 е 10. Ова е едно мало слонче кое пие 9 литри вода дневно. Што мислите? Колку литри вода ќе испие слончето за 5 денови? Лесно е. Секој ден пие по 9 литри, значи тоа се 5 дена. 9 литри по 5 е 45 литри. Значи слончето ќе испие 45 литри за 5 дена. За роденденската забава, мајка ми купи 3 литри газиран сок, за 4 литри повеќе негазиран сок од газиран сок, 2 пати повеќе вода од колку газиран сок. Колку литри течност има на забавата? Постепено, што ни е познато во задачата? Имало роденденска забава. Колку газиран сок било купено? 3 литри. Што ни е друго потребно? Било купено и негазиран сок. Што пишува колку литри негазиран сок? Пишува за 4 литри повеќе негазиран сок од газиран сок. Односно, ќе ја примениме математичката операција собирање, што ме за 4 литри повеќе. Собираме 3 литри плюс 4 литри е еднакво на 7 литри. Дознавме колку било купено негазиран сок, 7 литри. Да видиме уште колкаво количество на вода било купено. Знаеме дека имало 2 пати повеќе вода од колку газиран сок. Еве, погледнете, газиран сок имало 3 литри. 2 пати повеќе значи да множиме со 2. Па множиме 3 литри по 2 е 6 литри. Значи вода купиле 6 литри. И сега се бара колку литри течност има на забавата. Ќе ги собереме. 3 плюс 7 плюс 6 ќе добиеме 16 литри. На забавата има 16 литри течност. Ученици, што научивме на овој час? Проценувавме зафатнина, користејќи нестандардни и стандардни единици мерки. Споредувавме, пресметувавме и меревме зафатнина со нестандардни и стандардни мерки. Исто така и решававме текстуални задачи и определувавме кои математички операции се потребни за нивно решавање, применувајќи притоа мерки за зафатнина. И на крајот активност за вас. Треба да одберете садови од домот по своја желба. Да ги погледнете тие садови и да напишете што мислите. Содржат помалку од 1 литар, околу 1 литар или повеќе од 1 литар. Вашите проценки да ги запишете во оваа табела, а потоа да измерите и да видите дали сте биле во право. Драги ученици, ви благодарам на вниманието. Довидување.